била еднаш една мајка пајка. Мајката пајка си имала 6 мали пајчиња. Еден сончев летен ден им рекла на пајчињата: Ква, ква! Ајде, по мене ни светот да ве видат сите. И така стигнале во еден двор. А таму другите пајки љубопитно ги гледале и гласно се подсмевале. Пих! Какво е ова никакво пајче? За ова грдо пајче нема место меѓу нас. Една од пајките се разгракала и го клукнала по глава малото пајче. Мајката пајка се налутила и рекла: Остави го! Утрото тоа никому не направило лошо. Последно се испили, па може би затоа е различно. Но милото мало е машко, па ке зајакне и ке си го најде своето место во светот. Но другите пајки и кокошки продолжиле да го клукаат и да го задеваат грдото пајче, па тоа плачејки побегнало. Леле, па каде отишло и што правело самичко без мајка му? Кутрото пиленце цело лето одело од двор во двор, од мочуриште во мочуриште, преку полиња и ливади. Многу сакало да плива и да нурка со главата. Но сите што го гледале поради грдотијата не го поднесувале и не сакале да го дружат. А кога дошла есента, кога времето застудело, една вечер од грмушките излетало јато прекрасни големи птици. Биле побели од снег, со долги, тенки вратови. Тоа биле лебеди. Ги расшириле преубавите крилја и одлетале кон топлите предели, таму каде што не замрзнувале езерата. А пајчето, што направило тогаш грдото пајче? Пајчето не знаело како се викаат тие птици и каде летаат, но ги засакало бесконечно, повеќе од кого и да е дотогаш. И што се случило потоа? Потоа, за несрекното пајче дошле уште потешки денови. Многу е тажно за да можат да се прераскажат сите страдања што ги преживеало таа долга зима. Треперело од студ, гладувало и што ли не го снашло до денот кога пак огреало сонцето и времето се стоплило. Тогаш, едно утро, одеднаш се појавиле 3 прекрасни бели лебеди. Грдото пајче решило да им се придружи на тие царски птици. Ќе одам, па што сака нека биде. Подобро тие да ме убијат, отколку да ме клукаат пајче.